9 полицајци, меѓу кои командир и заменик командир, се уапсените во вчерашната голема акција што ја спроведува Министерството за внатрешни работи и обвинителството, по налог на обвинителството за организиран криминал и корупција на граничниот премин Табановце. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на денешниот брифинг со новинарите беше прилично воздржан, рече дека полицајците се приведени поради злоупотреба на службената положба, имало претрес и во нивните домови. Гостин во денешното издание на Аргумент Плюс на вестите е Гоце Делчев Тодев од Полицискиот независен синдикат. Добра вечер, добре дојдовте. Драматичен ден за луѓето во вашата фела, предпоставувам, бидејќи кога 9 полицајци ќе се уапсат, тоа не мириса на добро. Што всушност се случи, кога, како дознавте вие за настан? Драматично деноноќие. Сето тоа што од вчера, од ова време, од 16, односно од 16:30 до моментов се случува, за мене као председател на независниот синдикат на полицијата, како во многу случаи до сега во овие 7 години од како водам независниот синдикат, се случи нешто за кое морав да активирам времен адвокатски штаб во независниот синдикат. Од 55 адвокати, 5 се веќе од вчера навака до моментов активни, физички присутни во штабот и просториите на независниот синдикат. Сето тоа што го имаме као сознание беше, како што кажавте, момент кој као синдикат почувствував сериозна и итна потреба за наше присуство на лице место, за да им се овозможи на самите колеги правна заштита од самиот момент на самата постапка, па понатака како ќе се одвијат работите, ќе покаже самото време. Како синдикат или како адвокатски тим кој што тамо беше присутен и за време на настанот или акцијата, имавте ли забелешки во однос на тоа како беше спроведена акцијата? Не. Од тој аспект комплетно се од наша страна видено во ред, немаме никаква забелешка, но почувствуваме потреба за итно интервенирање од наша страна, бидејќи знаеме што се случуваше пред 10 години со Бумеранг, да не се случи Бумеранг 2, па после одреден број на години, односно после неколку судења, враќање на повторни постапки и така натака, да имаме едноставно брука за целата држава. Од таа причина, како председател на независниот синдикат, бев едноставно приморан веднаш да активирам. Ја лично ја водев целата таа постапка во делот на се она што се случуваше од вчера до моментов, и само што се враќам буквално од делот полициските станици, кај што полицајците, односно колегите кои се од граничниот премин Табановце се наоѓаат во Скопје и веќе постапката. Разговаравте ли со колегите вие или јас немав право? Само адвокатите тоа имаат право. Јас немав право да разговарам. Што може да кажете сега во овој момент во однос на тоа, бидејќи 9 луѓе на еден граничен премин, тоа навистина мириса на она за што се зборува, организиран криминал и корупција, но и самите рековте, искуството некогаш говори дека треба да се биде предпазлив. Мислите ли дека некој ги мести полицајците? Па искрено ќе ви кажам, времето ќе покаже, меѓутоа ќе мора да се вклучат се она што се вика можно во една постапка на самиот граничен премин, да се алармираат сите камери, односно да се проверат сите системи на самиот граничен премин. Не сакам да преудицирам, меѓутоа за дел од колегите се сомневам дека има одредена постапка која е незаконита противни, меѓутоа времето и самата истрага ќе покаже. Не сакам да откривам ништо посебно од детали од она што го видов, што го слушнав, односно што го имам као сознание од целиот овој период. 24 часа е многу краток временски период од самиот момент. Ако Бумеранг трае 12 години, значи ова сигурно нема да заврши за ден, 2 или 5 дена. Така да мислам дека насоките што им се дадени и од моја страна и општо од луѓето што долг временски период се занимаваат со проблематика кривични дела и кривични постапки од адвокатите, за кои сум исклучително задоволен од се она што го покажа од нивна страна, од професионален адвокатски аспект, ми говори дека делот
самите колеги од тие што се во моментов во постапка. Очекувам да ова се што у моментов оди и во ОГОК и во обвинителство, односно во кривичниот, ќе биде практично позитивно по дел од колегите. По дел од колегите. Не можете да тврдите за колку, меѓутоа за неколку мина сте речи си сигурни дека немаат вина во овој случај. Апсолутно така. Ако може да ве парафразирам. У суштина така е. Но дел од овие луѓе биле под посебни истражни мерки. И акцијата не е од вчера, туку практично се одвивала една година, ако не и повеќе, колку што можевме да чуеме и прочитано. Токму така е јавноста. Од каде тогаш увереност дека дел од колегите не се виновни, а може би дел се? Па од сето она што го имам директно као сознание и од сето она што и како припадник на полицијата сум во делот на таа организациона единица, од сето она што и од адвокатите и од воопшто од ова постапка која до моментов тече, ми говори дека сето она што во наредниот период ќе следи ќе биде брзо отпуштање на делот. Очекуваме сите 9 да бидат ослободени, односно да бидат пуштени дома, да се бранат од слобода. Меѓутоа, бомбастичниот начин на се она што се случува од вчера навака, јавноста очекува нешто да се случи, односно да има и притвори, меѓутоа не би сакал тоа да се случи во моментов за ниту еден, почнувајќи од командирот, заменикот и сите останати 7 припадници, вклучувајќи значи и командирот и заменикот 9, би сакал да бидат сите ослободени и би сакал да отпочне процес кој ќе биде практично со одбрана од слобода. Според тежината и жестокоста на акцијата и најавата која што вчера дојде, може да се очекува, ќе видиме, да се бара притвор за дел од луѓето, може би за оние 9 мина, но тоа сепак ќе оставиме обвинителството само да каже, а потоа и судот да утврди, меѓутоа тоа мора да се случи во текот на ноќта. Мислите ли дека ќе се бара притвор за луѓето што се веќе во основното обвинителство или оние што се уште во полициски станици? Видите, реално е да очекуваме и треба да се очекува такво нешто како што кажавте. Јавноста очекува такво нешто, сето она што јавноста го слуша можеби со години дека се случува нешто по одредени гранични премини, а у суштина кој ќе знаеме и самите дека парични средства, односно износи на одредени парични средства кои ги прикажува практично делот на медиумите во овие 24 часа, говори за една збунетост кај самата јавност како може да се случува нешто околу пари, а на самите гранични премини пасошката контрола и случајот за пасошка контрола, односно полицајците работат исклучиво со контрола на патните исправи на граѓаните, односно на луѓето кои имаат проток преку граничниот премин, така да мислам дека адвокатите сето она што овие 24 часа го има директно со самите полициски службеници во овој период, го имаат као сознание и можност да токму во моментов, како и што кажавте, она што се одвива во ОГОК ќе биде позитивно и за самите наши членови, односно за вработените во полицијата кои се најдува во оваа непријатна ситуација, меѓутоа и за нивните семејства кои, гледајќи го она што на нас за 24 часа лично го видов кај поголем дел од нив е голема вознемиреноста. Ќе искористам приликата дека имам и еден самохран родител во овие 9 припадници. Жена, мајка. Мајка, која е практично самохран родител на 2 малолетни деца. Предпоставам дека судот, односно ОГОК ќе имаат олеснителни околности токму околу одредени случувања што и напомена дека е самохран родител, меѓутоа ете. Имавте прилика со адвокатите да позборувате и самите рековте полицијата во основа не би требало да има допир со некаков тип на активности кои што се поврзани со пари на самиот граничен премин. Од каде е сомневањето за примање подкуп на граничниот премин кај полицијата? Ке бидам многу реален. Јас она што, не само овие 24 часа, туку и со месеци наназад изнаоѓаме решение за подобрување на условите за работа. Многу значено е ова јавноста да го знае и мислам дека и самиот министер и сите оние што се
укомпонирани во делот и системот на начинот на обезбедување на соодветни услови за работа на самите вработени во Министерството, а конкретно за вработените на граничните премини, ќе мора темелно да размислуваме. Конкретно ќе напоменам и ќе направам споредба со она што го имаат, да речеме, српските услови, односно српските полициски службеници на нивниот граничен премин, е следно. Во самата кабина постојат мониторинг систем, за видеонадзорен систем за вработените и самото тоа што самиот полициски службеник... А во кабините на македонските полицајци нема таков видеонадзор? Камерите се само надвор? Надвор. Но ако биле под посебни истражни мерки дел од нив, тога значи дека на некој начин биле снимани во изминатиот период? Или следени, или како и да е. Вистините и сигурно дека е така, сигурно, меѓутоа сепак не можам јас тако нешто да кажам и да тврдам, бидејќи немам такво сознание. Се зборуваше во делот шпекулациите, се уште би ги нареколо, за пронајдени банкноти од различни парични единици во некаква кутија, дали е тоа кутија од цигари, во картонска кутија кај делот полицајците. Постојат ли прописи и правила за тоа полицајец колку пари може да носи со себе додека е на работно место? И 500 денари, меѓутоа тие да ги пријави, 1500 денари е максималниот износ што може да го носи како негова лична сума, лични пари, да. Лични пари и ги пријава. Тука значи нема спорно околу тоа. Сето тоа што наназад со години се случува согласно одредени телеграми и подзаконски документи и акти е регулирано и тука нема дилема дека... Значи, се што е над тоа е предмет на сомневање веќе. На сомневање, така е. Да, не е доказ, меѓутоа е предмет на сомневање. Добро, вие слушнавте, претпоставувам, за тие кутии пари кои што се пронајдени кај делот полицајците и изразивте дури вака во неформален разговор сомневање за тоа дека како може кутија со пари да се најде кај во на таков граничен премин. Малку чудно ви дојде. Ќе ми дозволите да ве коригирам. Не лично кај нив. Значи, многу е битно да јавноста знае, значи, кај полицајците и кај полициските службеници кои во моментов се таму кај што се, нема најдено во делот на нивната гардероба, односно во нивните новчаници, парични средства, како што јавноста, односно медиумите веќе наголемо тврдат, односно пренесуваат и известуваат јавноста, што за мене е не нормално, него е секако дека битно да јавноста ја знае, да речеме, она целосната информација целосно кој треба да ја имаат. Меѓутоа, пак ја кажам, кај 9 полициски службеници лично во нив не се најдени парични средства за кои јавноста слуша од самите медиуми. Дури ќе потенцирам дека кај делот самите тие во делот материјалите, значи е наведено дека во просторот е најден, меѓутоа не се тоа парични средства кои се од полициските службеници. Ова говори дека може да се случи добар дел од овие луѓе воопшто да немаат допир со тие пари, а некои и да имаат, значи да не можеме да бидеме сигурни. Меѓутоа како работат полицајците? Кога имаме смена на полицајци, тоа е секогаш истата смена на истите луѓе што се наоѓаат во таа одредена смена? Не. Значи, ова ве прашувам заради тоа што во моментов имаме група од 9 луѓе кои што биле на смена и тие што се не командирот, заменикот и уште еден раководител не биле на смена, на нив им е направен претрес во нивните домови за нив тројца, а 6 мина се практично лица кои се вработени на станицата и за нив буквално стои дека се буквално од иста смена. Тие 6. Меѓутоа не командирот, заменикот и раководителот. Тие работат редовна работа, да. Само прва смена, односно од понеделник до петок од 8 до 16 часот. Куса пауза за реклама. Да, се вративме овде во студиото на вестите да практично да го привршиме или доведеме при крај овој разговор со Гоце Делчев Тодев од полицискиот синдикат. Отприлике ги нацртавме контурите на ова што се вели од оваа акција и што може да произлезе од неа. Што вие очекувате до крајот на овој ден, бидејќи колку што знаеме по правилата полицајците не може да бидат држани повеќе од 24 часа. Тоа значи дека веќе полека ќе истече времето во кое што може да бидат држани. 23:30 беше последниот од 9 минута кој беше практично задржан, така да до 23 ќе имаме
комплетни информации. Мој личен дел на видување, претпоставувам само дека и прво би сакал сите да бидат ослободени. Тоа е моја лична желба. Очекувам да, ако ништо повеќе, имаме реални и фер односи во делот на донесување на одлуките за кого би имало евентуален притвор. Не би сакал да преудицирам, да кажам дека тоа би било за еден, двајца, тројци или не знам за сите, не дај Боже. Не верувам дека ќе има било какви, народно кажано, местенки или некои активности кои дополнително ќе треба да ги решаваме по некои си лавиринти за процеси кои ќе треба долг временски период, така да очекувам да сите бидат ослободени, а да се бранат од слобода. Наједноставно кажано, виновните да одговараат, а оние што се невини да не трпат понатаму последици од тоа што може би им се случило по некаков случај на една акција која што се разбира во кога има ваков поголем тип на акција, може да се случат и некакви грешки, но не преюдицираме, веќе видиме што ќе се случи. Каква трага може да остави ова во работата на полицијата во наредниот период? Дали на еден начин може да биде и добро, ако се исчистат некои работи и искристализираат, или мислите дека ќе бидат под пресија генерално полицајците? Ја ценам 24 вести, ги ценам сите медиуми, јас сум еден мал, условно кажано, долг временски период во делот на синдикализмот. Ова што вчера и денеска се случува е нешто за кое верувам дека многу време ќе треба помине да се избрише од меморијата на многу граѓани кои се тоа го следат и го слушаат. Нема едноставно ниту на самото Министерство за внатрешни работи, верувам ниту на министерот кој е прв човек на Министерството за внатрешни работи, за граѓаните не зборувам, затоа што цела јавност, не Балканот, него цела Европа сигурно веќе го следи и го слуша сето она што се деси, односно што ова акција одекна во сите меѓународни медиумски куќи. Ќе има траги долг временски период, не само за самите вработени во полицијата, за деветмените кои се вклучени во цела ова акција и во овој процес, сигурно ќе има доживотна трага во нивното работење. За нивните семејства не ни сакам да говорам, затоа што непријатно е да кажувам за што све им се случува во моментов, затоа што свесни сме да она што го имаме во изминатиот период од многуте акции во овие неколку години, посебно од осамостојувањето на Македонија, говори дека и многу бомбастични акции пак на крајот завршувале со ослободување на, да не кажам, и поголем број, меѓутоа и на огромен број на инволвирани во одредени акции, така да и за ова очекувам дека ќе ја водиме работата крајно професионално. Е многу битно да јавноста ја запознаеме, затоа што и како сериозна синдикална структура буквално се поставуваме на начин за кој не сакам да правиме дилетантски начин на однесување и кон јавноста, меѓутоа и кон самото министерство, бидејќи едно од темелните ресорни министерства во државата, како во секоја држава, така и во нашата и во Македонија, Министерството за внатрешни работи мора да оди со професионален однос, па и во вакви ситуации. Очекувам да сите 9 мина вклучени во овој мега скандал, за мене и мега акција од вчера навака, влегува во еден текст со кој ќе имаме разрешување на нештата во наредниот период, исклучиво професионално, судството да покаже вистинска храброст во правилни донесени одлуки, затоа што мислам дека на самата јавност е дојдено, да речеме, народно кажано, прекуглава за одредени негативности во начинот на неправилни донесување на одлука, така да апелирам, предочувам, пренесувам, кажувам, без разлика што е многу рано. Сепак 24 часа се поминати од моментот на целиот настан и акцијата, и очекувам сериозен пристап на сите институции и од делот на
потребата на правото на самите 9 мина во целиот процес, барам као председател на независен синдикат на полицијата, непристрасност и професионален однос на сите инволвирани во водење на самиот процес. Добро, господине Гоце Делчев, тоа ви благодарам што бевте денеска гостин во Аргумент Плюс. Стојам на располагање во секој момент. Благодарам. Да, почитувани гледачи, тоа е крајот на ова издание на Аргумент Плюс. Останете натаму со нашите информативни програми. Пријатно.